Овие разговори им ги посветуваме на странските инвестиции, на можностите за вработување на нашите граѓани во овие компании. Ќе ги отвориме и прашањата за инвестирањето во регионов како поддршка во развојот на бизнисот, но и за инвестирањето во енергетскиот систем на МЕПСО. На овие прашања одговор ќе добиеме од Саша Груевски, советник за инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија, како и председател на надзорниот одбор на МЕПСО. Господин Груевски, добро дојдовте во програмата на телевизија Ултра. Добро ден, најдов и благодарам за поканата. На почетокот најавив дека сте советник за инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија и со самото тоа би започнале токму од овој сегмент. Како функционира тимот кој работи на привлекување на странските инвестиции и каква е неговата организациона поставеност? Се разбира, се работи за повеќе слоен систем на привлекување на странски инвестиции, организиран преку неколку министерства, 5 министерства постојат за привлекување на странски инвестиции. Тука е и советникот на председателот на владата за привлекување на странски инвестиции, господин Алек Ниговски. Понатаму постои, како што е познато, Агенцијата за привлекување на странски инвестиции и промоција за извозот. Тука е Дирекцијата за технолошки индустријски развојни зони и од неодамна, 2 години веќе, постои тимот за странски инвестиции при кабинетот на председателот на влада на Република Македонија. Овие, можем да додадам само дека се работи за начин на привлекување кој што го почитува географскиот принцип. Значи, министерствата и сите ние сме поделени по географски региони и на овој начин практично се покриваат одредени подршја, токму за да не дојде и до преклопување на контактирање на одредени компании кои се таргетирани од страна на поедини министерства. Тоа истото важи и за тима за странски инвестиции при кабинетот на премиерот, со тоа што ние сме повеќе ориентирани кон мали и средни предпријатија, за да го покриеме и овој сегмент. Така, рековте географски ги покривате земјите во светот, но како географски се покира регионот, инвестирањето во токму нашиот Полошкиот регион, има ли најави за нови странски инвестиции и што тоа би значило за граѓаните на овој регион од земјава? Секако, овде сме да зборуваме меѓу другото и за регионот околу Тетово и Полошкиот регион. Во овој регион веќе се реализирани неколку инвестиции и можам да ги кажам оние за кои што веќе имаме подпишано договори како влада. Тоа се работи за Айтек, компанија која што е од автомобилскиот сектор. Таа компанија веќе гради во технолошката развојна зона во Тетово и се очекува да вработи околу 150 лица. Инаку компанијата се бави со производство на композитни материјали за автомобилската индустрија. Понатаму, Еко Перформанс е турска компанија која што произведува уреди за подобрување на потрошувачката на гориво кај автомобилите, значи повторно во автомобилската индустрија. Оваа компанија е мощно интересна затоа што во блискиот период сега по завршување на градбите ќе се вработат 500 лица, меѓутоа планот и проекциите за во наредниот период до 2018 година е да се вработат 2000 лица. Значи тоа е уште една голема инвестиција која што ќе донесе многу вработување, слично како што е случајот со Леар. Токму околу Леар започна со работа пред неколку месеци во технолошко-индустријската и развојна зона во Тетово. Се вработија голем број на жители од Полошкиот регион, иако започна најнапред во Гостивар, продолжи со работа токму во нашиот регион. Какви се ефектите од овие први изминати месеци од работењето на Леар? Како што напоменавте, Леар започна со работа во Гостивар, во една браунфилд инвестиција, значи веќе постоечки објекти, со вработување на 300 лица кои што имаат вештини за
шиење, кроење на материјали од кожа и текстил за производство на наволки за седишта, автомобилски седишта. Lear е огромна мултинационална компанија. Секоја земја треба да е чест навистина да има едно такво име во своето портфолио на странски директни инвестиции. Lear вработува над 140.000 вработени секаде на светот, на 36 земји. Таа е компанија која што е рангирана во магазинот Fortune 500, значи кај што се рангираат најголемите 500 компании на 154-то место. Значи, навистина еден гигант во автомобилската индустрија кој што во Македонија носи инвестиции од над 15 милиони евра и сега во овој момент се вработени 519 лица од Тетово. Значи, компанијата во наредните години или месеци веќе ќе почне да вработува дополнително, достигнувајќи го бројот од 2000 лица колку што беше зацртан со планот. Меѓутоа имаше и најави и размислувања за тоа да се прошири нивното производство на уште еден погон од постоечкиот 12.000 на уште 8.000 метри квадратни и со тоа да се овозможи вработување на дополнително 1000 лица. Значи, станува збор за неколку инвестиции, овие што ги споменав, кои што во тотал може да донесат околу 5000 вработувања во Тетово и околу Тетово, што е навистина завидна бројка и сметам дека овие вработувања, нови вработувања ќе донесат дополнителен пострек на економијата, затоа што не се работи стално секогаш само за директните инвестиции, туку и за индиректни вработувања, за кои што може и малку подоцна повеќе. Што ги спомнавме, овие компании кои се во технолошко-индустријската и развојна зона Тетово, главно се работи за активности во делот на автомобилската индустрија. Има ли најави за некои други индустријски капацитети со друга дејност? Секако. Постои една компанија која што не би ја именувал сега, меѓутоа таа е насочена, своите активности ги насочува во земјоделскиот сектор. Меѓутоа се чека на тоа кога ќе се објави тендер за земјоделско земјиште, за користење на земјоделско земјиште и во зависност од тоа и условите кои што им се потребни, таа компанија ќе одлучи дали ќе инвестира во овој регион или во некој друг регион на Македонија. Меѓутоа, покрај овие, постојат уште десетица други компании кои што се заинтересирани, ние ги водиме разговорите чекор по чекор и не е добро да се именуваат или да се оди понапред од она што навистина тековните разговори го дозволуваат. Се соочувате ли вие како советник за инвестиции во овој дел, за промотор за странски инвестирања, но и Република Македонија со недостиг на работна сила? Да знаете дека во одредени региони тоа е случај. Постои недостиг на работна сила за одредени профили. Можам да ви кажам дека баш неодамна имав неколку средби работни со компании од чевларската индустрија, италијански компании, кои што се присутни тука. Ние исто така имаме мандат за зголемување на потекнување на извозот, па во тој контекст беа и овие разговори. Овие компании се, да кажам, лоцирани главно во Куманово, каде што имаше и порано чевларска индустрија развиена, во Штип и во Полошкиот регион исто така. Меѓутоа, од сигналите што ги добиваме од собствениците на овие погони, посебно во Штип, најдуваме на сознание дека овој кадар веќе се помалку и помалку е расположив за новите инвестиции, што значи дека образовниот систем и образованието дека што се бави со одредени специфики, значи специфично образование, треба да биде насочен и во овие сектори, затоа што побарувачката за инвестирање и за производи од чевларската индустрија е се поголема.
Проблем е тука токму образованието, имаме средно стручно училиште во Тетово токму за текстилната индустрија, меѓутоа многу малку се јавуваат тука или воопшто не се јавуваат ученици за да го продолжат образованието, па се чини дека и тука е проблемот со немање на доволно кадар од овие струки. Тоа е едниот аспект, другиот аспект е глобалните текови, посебно во текстилната индустрија, да не навлегуваме сега во овие детали, меѓутоа одејќи од Соединените Американски држави па преку Европа, знаете дека производството се пресели во далечниот исток и најголем број на фабрики практично се лоцирани таму. Точно е тоа, во секој сегмент од различните индустрии треба да се вложува и да се подига кадар, така да кажам, да биде достапен за сите инвеститори. Господин Груевски, споменав дека сте советник за инвестиции, а неколку години бевте и наш економски промотор во Соединетите Американски држави. Што покажува вашето искуство од теренот? Како успевавте да дојдете до оние заинтересирани компании и каква беше таа работа на терен во привлекување на нови странски инвеститори во Република Македонија? Секој промотер и секој учесник во овој процес на привлекување на странски инвестиции има задача претходно темелно да ги испита компаниите кои што се таргетирани однапред. Значи, ние сакаме да привлекуваме компании кои што во основа произведуваат производи со повисоко додадена вредност. Тие производи по можност би требало да имаат мал габарит, за да транспортот од Македонија во европските земји е поевтин. И на овој начин тоа е комбинацијата, да кажам, на фактори заедно со другите инфраструктурни и економски фактори кои што ги обезбедува владата преку разните форми на поддржување на овие инвестиции. Тоа е комбинацијата на фактори што најчесто успева или доаѓа до увото на инвеститорите кои што се заинтересирани. Значи, потребна е претходна, да кажам, подготовка која што можеби ќе адресира одреден сегмент од стратегијата на таа компанија или мисијата на таа компанија и токму таму ќе се надоврзаме за да го привлечеме вниманието на вашите слушатели. Инаку најчесто контактите се остваруваат или на саеми, форуми економски кои што ги организираме ние во странство или на некои други форуми економски кои што се организираат во местата каде што се лоцирани економските промотери. И велам на овој начин се настојува да се привлече вниманието и да кажеме ако вашето истражување покажало дека на одредена компанија е примерно да настапи на европскиот пазар, значи зборуваме за американските компании, тогаш ќе могу да напоменете тој факт дека Македонија има слободна трговија со Европската унија и дека практично производството на одредени производи од нивниот сегмент се слободни за извоз на европскиот пазар. Ако додадеме на тоа дека се скратуваат и прекуокеанските трошоци за транспорт на овие производи и уште низата други погодности кои што ги нуди државата за странските инвеститори, тогаш секако го имате нивното внимание и да ви кажам, речиси нема сериозен инвеститор од овие земји прекуокеански кои што не се заинтересирани за понатаму да продолжат со разговори во област. Единствено што е многу битно и важно за една така почетна заинтересираност да се претвори во инвестиција е всушност постоењето на реална потреба за развој и за раст на таа компанија. Значи, компанијата мора да има органски раст кој што ќе го наметне наредниот чекор, а тоа е да кажеме преселба на друг континент, искористување на погодностите што ги нудат одредени земји и потоа настап понатаму. Прашав за Соединетите Американски држави, меѓутоа сигурно дека на ист принцип се работи и во останатите земји. Дали при привлекување на странските инвеститори работите како тим или работи индивидуално? Еден промотор со првиот човек на компанијата или со луѓето задолжени за ширење на бизнисот надвор од таа земја?
Постојат комбинации од овие настапи. Некогаш сме во тимови, некогаш тоа се прави индивидуално, особено ако сте сами некаде на некоја службено патување или ако сте промотер во некоја земја, тогаш сте секако сами и вашиот настап првичен го правите вие сами. Клучно во овие разговори е практично се пренесе довербата кај слушателот, кај инвеститорот потенцијален, дека вие се грижите за нивниот бизнис и дека сте или утре ќе станете дел од нивниот тим. Значи, размислувате на начин како што би размислувале нивните развојни тимови за проширување и на тој начин се ствара доверба кај инвеститорите во системот и воопшто во членовите на тимот за привлекување на странски директни инвестиции. Колку економскиот промотор треба добро да ја познава домашната економија, можностите на одредени региони во Република Македонија за тоа што можат да понудат како ресурси, значи од инфраструктура, но и од човечки фактор како потенцијална работна сила. Колку тоа е важно кога ги нудите условите за инвестирање во Република Македонија? Тоа е многу важно. Ние на инвеститорите секогаш им издигуваме пресек на нивните потреби за информации во овој сегмент. Дали се работи за информација околу можната набавка на суровини, на репроматеријали за нивниот производствен процес или тоа станува збор за вработување на лица со одреден профил. Тие информации се расположиви, им се прават расположиви на инвеститорите и еве на пример ако зборуваме за Полошкиот регион, во овој регион има околу 19.800 невработени лица. Од тоа 11.800 се без завршено основно образование, значи еден голем процент од невработените. Потоа во структурата доаѓаат околу 5.500 лица со завршено средно образование, има околу 2.000 лица, 2.100 лица со завршен коледж или факултет до дипломски студии, околу 100 се со магистерски студии и 5 се само со докторат. Доколку компанијата одлучи или им треба секој од овие профили што се наведени, таа е таа која што одлучува каде ќе инвестира. Значи, не ги дизајнираме ние нивните желби или ги насочуваме во одреден регион, туку самите компании се тие кои што одлучуваат каде сакаат да инвестираат. Дали за овие неквалификувани граѓани, споменавте бројката е навистина голема со оние со завршено основно образование, во категорија се на неквалификувани и дали за странскиот инвеститор се нафаќа да ги оспособи, да ги остручи, да им одржи одредени обуки, да поминат некоја обука и овие луѓе да можат да стигнат до работно место? Да, тоа често се случува. Тука се и грантовите од страна на владата кои што ги даваме за обуки на работниците. Особено ако се работи за технолошките индустријски развојни зони, меѓутоа и постојат и други проекти, како што знаете, преку Агенцијата за вработување, каде што се вршат оспособување, остручување на лицата во посебни дезигнирани професии. На тој начин практично им излегуваме во пресед колку што е можно и од страна на држава. Колку сте задоволни од економските ефекти кои што ги даваат овие странски вложувања во Република Македонија? Ова е многу важно прашање, да кажам, за сите што се вклучени во овој процес, па и за оние кои што ги оценуваат или критизираат политиките за привлекување на странски инвестиции. Неспорен е фактот дека позитивното влијание во намалување на невработеноста е еден фактор кој што навистина треба да се признае како голема придобивка за Македонија. Понатаму, не става збор само за директни вработувања. Секоја инвестиција во одредени рамки носи и други дополнителни индиректни вработувања. Да кажеме, зависно во која индустрија се работи, меѓутоа едно вработување во одредена индустрија носи од 5 до 8 индиректни вработувања во други индустрии. Така, например, одредена автомобилска компанија има потреба за правни услуги, така, за транспорт, за шпедиција, логистика.
складирање, значи така натаму. Така да во сите овие сегменти се вработуваат дополнителни лица од Македонија за да ги сервисираат потребите на инвеститорите. Тоа е еден аспект кој што можеме да го напомениме. Другиот аспект е потребата за ресурси, значи суровини и репроматеријали на овие компании доведуваат исто така и до можноста за нашите компании да ги снабдуваат странски инвеститори во земјава со одредени производи. На тој начин, следејќи го нивото на квалитет кој што го бараат инвеститорите, се зголемува и компетитивноста на нашите компании. Значи, една многу битна карактеристика во целиот овој процес кој што исто така не би требало да се занемари. Понатаму мора да се напомене дека во преку странските привлекување на странски инвестиции и лоцирање на истите во зоните или надвор од зоните, не се врши нелојална конкуренција на домашните компании. Тоа некако често се заборава да се напомене при критизирањето на овој процес. Зошто? Затоа што целокупното производство на странските инвестиции е наменето за извоз. Значи, тој услов мора да биде обезбеден и на овој начин практично се израмнуваат условите за сите учесници, и за македонските компании и за странските компании. Така да вие имате можност како македонска компанија исто така да аплицирате за овие бенефити доколку вашето производство е насочено за извоз, а сакате да бидете лоцирани во технолошките индустријски развојни зони. Многу битна карактеристика и постојат два случаи, сега се работи на уште неколку македонски компании кои што веќе инвестирале. ТТ Пласт е едната од тие компании, таа инвестира 10 милиони евра и треба да вработи околу 200 месечини вработени. Исто така Хайтек е втората компанија, тие ќе вложат 20 милиони и ќе вработат 300 нови лица во нивниот производствен циклус. Така да со тоа докажуваме дека процесот за привлекување странски инвестиции и понудата што ја имаат овие во технолошко-индустријските развојни зони, користејќи ги бенефитите, се достапни на сите подеднакво. Така. Меѓународните извештаи како Doing Business потврдуваат дека Македонија стана атрактивна дестинација за странските вложувања. Дали ваквите рангирања на земјава и признанијата кои што ги добива во делот на инвестирањето и можностите кои им се даваат на странските компании за вложување во Република Македонија создаваат и поголема заинтересираност кај странските инвеститори да се распрашуваат, но и да вложуваат во земјава. Секако. Ова се извештаи на Светската банка, кои што се независни и се работат врз основа на одредени параметри и се преминуваат на сите земји во светот. Ако Светска банка ве стави на листата на меѓу 10 најдобри земји во светот, ние сме 10 моментално, тоа значи дека од независни извори се оценуваат условите за водење бизнес во Македонија и тоа значи дека сте навистина квалитетни во обезбедување на овие услови спрема странските инвеститори. Покрај овој извештај постојат и други извештаи кои што ја рангираат Македонија на еден или друг начин, меѓутоа на многу високо ниво. IBM ја рангираше Македонија на прво место во светот по број на вработувања по глава на жител во Македонија. PricewaterhouseCoopers ја рангира Македонија на високо на 7 место, сега пред тоа беше и на 5 место по наплата на даноци, што исто така еден битен индикатор за оние кои што одлучуваат каде да ги вложат своите средства. Исто така постои едно
професионално списание кој што се вика Site Selection и се бави токму со оценка на условите за инвестирање во разни зони. Слободни трговски зони во светот. Тука исто така слободната трговска зона во Скопје е оценета на највисоко ниво. Кога го слушнат тоа, странските инвеститори како се заинтересирани да зборуваат повеќе. Тоа им е приоритет на странците кога се распрашуваат за можностите за инвестирање во земјава. Даноците, лесниот пристап до дозвола за отворање бизнис, работната сила, можноста за вработување на луѓе. Што е тоа што им е приоритет? Сите овие фактори им се приоритетни, меѓутоа зависи исто така и од нивниот технолошки процес. Доколку процесот на производство бара трудоинтензивни залагања, тогаш работната сила и достапноста на работна сила е факторот кој што првично ќе го оценат. Меѓутоа никогаш нема да ги занемарат политичкиот фактор, значи стабилноста, општото ниво на развој, значи макроекономската стабилност која што во Македонија е изузетно на високо ниво и сите овие други фактори кои што ги напоменав. Споменавте политичка криза и стабилноста во регионот. Колку политичката криза која што имавме во изминативе месеци па и година-две да речам, влијаеше врз одлуките на инвеститорите и во целина на дали представуваше тоа и економска криза за земјава? Не, економска криза не може да кажеме дека представува, бидејќи растот на производството и вкупно на бруто домашен производ покажува еден друг тренд. Меѓутоа значи застој во одредена мерка, затоа што еден од факторите кои што ги анализираат странските инвеститори е политичката стабилност. Без тој фактор, ако не е чекиран, нема ни да се донесе одредена одлука за инвестирање. Јас конкретно имам две компании со кои што сум во разговор, кои што ги одложија нивните посети, најавени втори, и за едната е прва, едната е од Индија, другата е од Емирати. Токму заради овие случувања што се одвива во Македонија на политичка сцена. Така да се надеваме дека набрзо след тоа ќе се заврши и ќе продолжиме по процесот на привлекување со многу поголем успех. Така, ги завршивме изборите, очекуваме формирање на влада. Дали сето ова заокружување на сите овие процеси во сферата на политиката ќе значат и веќе од следниот месец полесно и вие да можете да работите со странските инвеститори во пласирањето на понудата на Република Македонија на економски план? Да, секако со формирањето на владата овој процес повторно ќе се ревитализира, да кажам, и ќе се забрзаат сите разговори кои што некаде се застанати по пат. Ние, секој од нас кој што е вклучен во овој процес, ќе ги обнови разговорите и ќе потсети дека еве сега новата влада веќе функционира и дека нема никаква причина да се одлагаат понатаму одлуките за инвестирање. Инаку, можеме и тоа да наведеме дека без разлика за кого се работи, ако се имало предвид дека Македонија и македонската економија национална, компаниите, 70.000 кои што се наброи, создаваат многу помалку или многу мал износ на нови вложувања во своите бизнес процеси, тогаш навистина треба да се запрашаме колку е важно привлекувањето на странски инвестиции. За мене, претпоставувам и за сите учесници во тимот, привлекувањето на странски инвестиции во овој момент нема алтернатива. Тоа е, да кажам, некоја црвена линија во економијата која што сите фактори во политичкото живење во Македонија треба да се согласат
дека ќе продолжат во иднина да привлекуваат странски инвестиции. Само уште едно прашање во овој прв дел. Дали малите бизниси или средните бизниси од регионов или во целина во Република Македонија бараат ваш совет за да склучат договори или да го прошируваат својот бизнис со странски вложувања? Значи не говориме за отворање на фирма на одредена компанија од странство, туку за компанија од странство да вложува во одредена компанија постоечка во Република Македонија на наш граѓанин. Да. Постојат професионалци или лица кои што биле вработени во одредени компании и кои што излегле од овие компании и влегуваат во светот на предприемаштвото и сакаат да направат нешто во својот делокруг на работење. И јас имам конкретно одредено лице кое што работеше во една многу позната голема компанија кај нас и е во контакт со италијанска компанија за да направат заедничко вложување, претпоставам тоа беше прашањето, за да се работи овде на тие нови проекти. И ние можеме само да ги поздравиме овие усилби, напори што ги прават поединци кај нас, да продолжат и понатаму, затоа што навистина има услови за развој и за раст. Само треба да се биде одважен и идеите да се спроведуваат. Господин Груевски, на почетокот од разговорот кога ве најавив, споменав дека сте и председател на надзорниот одбор на државната компанија МЕПСО, чија дејност е непречен пренос на електрична енергија до крајните потрошувачи, но и до дистрибутивната мрежа. Кои се тие крајни потрошувачи и која е улогата, функцијата и значењето на МЕПСО за енергетскиот систем на Република Македонија? МЕПСО, како што кратенката во името го кажува, тоа е Македонски електропреносен систем оператор. Што значи тоа? Тоа значи дека МЕПСО врши пренос на електрична енергија од еден до друг, од една друга точка на поврзување, да кажеме, од точката на производство до конзументите. Ако станува збор за големите конзументи, бидејќи во прашањето ви е содржано и сознанието за тоа кои се тие, тоа се овие големи системи кои што работат на 110 киловолт на мрежа, која што е управувана на страна на МЕПСО. Значи МЕПСО директно доставува или обезбедува, врши пренос на електрична енергија до овие големи системи како што се Макстил, Фени, Македонски железници, Југохром, се разбира, и уште десетина други компании кои што, како што реков, вршат директно напојување на своите мрежи од преку МЕПСО. Инаку МЕПСО е формирана како компанија акционерско друштво, кое што главен собственик е владата на Република Македонија, главен акционер. Во МЕПСО покрај оваа функција на пренос на електрична енергија, една од основните суштински функции исто така одржување и управување со преносниот систем и на тој начин поттикнување и изголемување на доверливоста на целиот енергоенергетски систем, електроенергетски систем во Република Македонија. Покрај оваа функција, исто така од Регулаторната комисија за енергетика, МЕПСО има лиценца за управување и со пазарот на електрична енергија, која што категорија и функција веќе се извршува во МЕПСО, меѓутоа се настојува и во наредниот период тоа да се усоврши и понатаму, меѓутоа веројатно тоа ќе биде одлука на наредната влада. Минатата година МЕПСО реализираше еден проект за промена на старите столбови од Скопје до ТРЦ преку Јегуновца. Тоа беше еден навистина голем зафат. Имајќи го предвид ова вложување, каква би била вашата оценка за 2016 година околу работењето на МЕПСО и што е тоа што би издвоиле посебно како една поголема, пообемна активност и поголема работа што ја презеде компанијата? Како што рековте, овој проект е еден од суштествените за Титовскиот регион. Вие веројатно се сеќавате дека порано Титово имаше и одреден прекин на снабдувањето со електрична енергија, што беше повеќе часове. И тоа е резултат на застарените столбови кои што не беа променети
повеќе од 60 години. Значи, во овој инвестицијски циклус кој што заврши минатава година, конкретно минатата година, се ревитализира овој потек, да кажам, на далноводот од Скопје до Тетово, меѓутоа не само далноводот, не само што се изградија нови 187 столбови, од кои 156 месечини беа сосема нови, изградени од темел и се заменија овие стари бетонски столбови со нови челични решеткасти столбови. Туку се вградија и одредени, да кажам, делови и опрема и во трафостаниците, меѓутоа и на самите далноводи, за да го подигнат стабилноста на системот и доверливоста на системот за пренос на електрична енергија. Покрај овој проект за Тетово особено е битен и проектот кој што значи поврзување со Вруток, централата од Вруток, и тоа е двонасочен 110 киловолтен систем кој што значи едната линија оди преку Вруток директно до Тетово, другата Гостивар, Полоки и исто така Тетово. На овој начин, како што гледате, од Скопје до Вруток, системот е поврзан во ринг, во прстен. Тоа значи дека снабдувањето на електрична енергија, обезбедувањето на напонот, соодветниот напон во сите системи е многу подигнат на високо ниво и не очекуваме проблеми како што се јавија некаде пред 4-5, можеби повеќе години. Ако би имаше, рече се 24 часовен прекин во снабдувањето. Да, мислам дека беше Да, тоа беше проблем некаде на потегот од Тетово кон Гостивар, имаше паднати столбови и тешко беше да се пристапи до нив, бидејќи се наоѓа на приватен имот, па имаше проблеми и со собствениците на тој имот. Тоа се уште важи, морам да ги споменам нашите тимови, да кажам, операторот на пренос на мрежа, тоа е една од дирекциите во МЕПС која што работи на одржување и изградба на далноводите, дека навистина пожртвувано работат и во содейство со правниот сектор тие настапуваат во комуникацијата со овие луѓе кај што на чисто земјиште треба да пројде трасата, на еден многу одмерен начин и со разбирање, така да се надевам дека и оваа делница ќе биде завршена, затоа што тоа е пред се од интерес на целиот регион. Тоа беа активностите реализирани во 2016-та. На почетокот сме од 2017-та, меѓутоа има ли нешто што би издвоиле посебно за 2016-та, што треба да се работи? Секако има многу повеќе, не знам колку времето дозволува, меѓутоа ајде да го споменам само најголемиот проект во 2016 година. Тоа беше практично 2015 година беше изграден. Тоа е 400 киловолтниот интерконективен далековод ТС-Штип, трансформаторска станица Ниш, што значи дека Македонија е сега поврзана со 400 киловолтен далековод и на овој потек Македонија-српска граница. Постои исто таков и спрема Косово, постои спрема Бугарија и два во Грција. Овој проект е еден од капиталните проекти кои што каде што беа изградени 168 далеководи на еден потек од 70 километри и целата инвестициона активност се сумираше во 11 милиони евра, што значи дека е навистина еден многу значаен проект. Постојат уште неколку битни, како што е да кажам инвестирањето и инсталирањето на SCADA системот. Тоа е систем кој што се користи за управување од страна на националниот диспечерски центар, кој што е, да кажам, срцето, клучот во управувањето со електропреносниот системи. И исто така нови луѓе мораме да им се заблагодариме за нивната пожртвуваност, затоа што 24 часа работат секојдневно на одржување на системот на соодветно ниво, значи напоните треба да бидат изедначени во секој систем и не само во Македонија, туку и треба да се следи истата состојба и со соседите.
Така да, постојат уште многу други проекти, ги да претпоставам дека немаме време да ги поминам. Само да слушнеме што е тоа што останува како заложба за оваа 2017 година, каде МЕПСО ќе ги насочи своите активности? Во 2017 година не чека почетокот на реализација на еден навистина капитален проект, можеби еден од поголемите до сега. Тоа е изградба на 400 киловолтниот далновод од Битола Елбасан. Значи, овој далновод има за цел да ги поврзе трафостаниците на Битола со Елбасан, исто така ќе се изгради уште една трафостаница во Охрид, со што ќе се подобри снабдувањето со електрична енергија и на целиот југозападен регион. Инвестицијата е вредна 37 милиони. Можам да кажам дека надзорниот одбор беше вклучен во инвестиција во целиот ток на преговорите. Ние на покана на управниот одбор седевме заедно на маса со нив при договарање на условите со Европската банка. Кредитот е обезбеден од Европската банка за обнова и развој. 37 милиона. Со тој кредит ние добивме и грант од 9 милиони, кој што исто така ќе се потреби за инвестирање во осовременување на мрежата. Низ целата земја ќе се постават скада системи независни во неколку други подршајки што треба да се инвестира во овој систем, за да се подобри доверливоста на самиот систем и за да може да се мониторира и управува со системот од диспечерскиот национален центар што е алоциран во МЕПС. Значи, овој проект е од големо значење за Македонија, затоа што на 400 киловолтно ниво практично прави заокружување на целиот систем. И ние ќе бидеме исто така во прстен врзани и со 400 киловолтната мрежа, што е особено значајно за меѓународните трансфери на електрична енергија. Ова исто така значи завршување на коридорот 8 во овој сегмент од работењето, затоа што меѓународните коридори, како што знаете, 10 север-југ и 8 кои што е исток-запад, не значи само изградба на патишта, туку коридорот мора да ги содржи сите други комуникацијски и електросистеми за да биде функционален. Со ова ги исполнуваме врските спрема Европската Унија, и односно европскиот систем на национални оператори, НСОЕ се нарекува, за да бидеме функционални и за да може преку територијата на Македонија да се испорачуваат количини на електрична енергија на потребна количина. Имаме ли во моментов проблеми со обезбедувањето доволно струја во Република Македонија? Проблеми нема, затоа што овие мислам во делот на системот, дали функционира системот и кога има потреба од увоз на струја и кога има потреба од нашите производители да се распределува како што треба до крајните дистрибутери. Токму тоа, вложувањето на МЕПС во преносниот систем, електропреносниот систем на Македонија, токму тоа значи обезбедување на еден доверлив, ефикасен систем, електропреносен систем, каде што струјата ќе биде испорачана во било кое место во времето кога е потребно, без никаков застој или падови на системот. И токму е тоа функцијата и основната задача на МЕПС да ја го одржува и унапредува системот, електропреносниот систем на Македонија. Господин Груевски, ви благодарам што бевте дел од емисијата Разговори на телевизија Ултра. Одговоривме на многу прашања, можеби некои останаа не до крај одговорени, но имаме и други емисии, повторно може да ни бидете гостин во ова програма на нашата телевизија. Благодарам на поканата, се надевам дека успевавме да објасниме некои теми кои што се од интерес за вашите гледачи. Ви благодарам. Почитувани, овде е крајот на ова издание на емисијата Разговори. Гостин ни беше господинот Саша Груевски, советник за инвестиции во кабинетот на председателот на владата на Република Македонија и председател на надзорниот одбор на компанијата МЕПСО. Прашањата што ги поставивме, и добивме одговор на нив, се однесуваа околу странските инвестирања во Република Македонија, а го заокруживме овој разговор со информациите за работењето на компанијата МЕПСО.
Ви благодарам што и овој пат бевте со нас. Пријатно. Thank